На веб-сајтот на владата, името на Арбен Фетај се уште фигурира во втората линија на членови на кабинетот, како вице-премиер за добро владење. Биографијата во 5 пасуси почнува со цитат: искусен професионалец во областа на јавните политики и европската интеграција, со богата меѓународна кариера. Но во биографијата нема дека не бил на седница на влада од 26 февруари, односно еве скоро 3 месеци. Неговото отсуство почна кога Вреди стартуваше со процесот за окрупнување во една партија, а Фетај не се согласуваше со двоглаво водство на новата партија во која неговото крило на Алијанса нема да има ко-председател. И со недели не се појавува на работното место, а никој не го ни видел во владината зграда на Илинденска, ни потврдија представници на Вреди. Владата официјално препраќаше за одговор да бараме или од него или неговиот кабинет. Телефонот на кој го добивавме како новинари е исклучен. На крај објави слика од Банкок, Тајланд. За вице-премиерот нема постапка во антикорупцијската комисија, ниту пријава, ни одговори писмено председателот на ДКСК. Во однос на јавно изнесените информации дека заменик председателот на владата Арбен Фетај не доаѓа на работното место до Државната комисија за спречување на корупцијата, не е доставена пријава. Воедно нагласуваме дека согласно Уставот на Република Северна Македонија и законските прописи, владата и секој нејзин член за својата работа одговараат пред собранието. Согласно законот за владата, председателот на владата раководи со работата на владата, одговорен е за нејзината работа, додека членовите на владата имаат право и должност да учествуваат во работата на владата. Државната комисија за спречување на корупцијата смета дека сите членови на владата се обврзани да ги почитуваат Уставот и законите на Република Северна Македонија, како и Кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Сите носители на јавни функции се должни да постапуваат законито и во корист на јавниот интерес. Оттаму, доколку се точни информациите изнесени во јавноста за непочитување на работните обврски од страна на заменик председателот на владата, надлежните органи треба да иницираат постапка за утврдување на негова одговорност. Сега со исклучен телефон за контакт со колегите јавност. Фетај како вице-премиер за добро владење требаше да биде вклучен во процесот за антикорупцијски мерки и главен представник на извршната власт во операционализацијата на новата национална стратегија за борба против корупција. А таа стратегија доцна. Сега и вице-премиерот, кој често се среќаваше со антикорупционерите, го нема. Последната средба на Фетај со делегација на антикорупцијската комисија била на 5 март. Разговарано е за стратегијата која заврши на крајот на ланската година и за работата и подготовката на новата национална стратегија. Средбата се одржала на иницијатива на вице-премиерот и Фетај порача дека еден од главните стратешки приоритети на владата е борбата против корупцијата и воведување на системски политики за промовирање на транспарентност, отчетност и интегритет. Пред фотографијата од Банкок и Facebook пост со политички коментар за обединувањето на Вреди, тоа е последна јавно достапна официјална информација за вице-премиерот Фетај. Со антикорупционерите се согласиле во една работа. Заеднички беше констатирано дека е потребен проактивен пристап на сите засегнати страни во насока на изготвување на јасна и спроведлива нова национална стратегија. Повеќе од 2 месеци подоцна, се уште нема ни трага, ни глас од стратегијата. Во ДКСК ја изготвиле и ја пратиле на разгледување до сите институции кои се опфатени со неа и кои треба да се изјаснат. Не сите, туку најголемиот дел од нив вратиле назад своje мислење, ни изјави телефонски председателот на антикорупцијската чучуња. Во тек е разгледување на мислењата доставени од институциите и другите засегнати страни, ни одговори писмено. Според сознанијата на КОТ, имало повеќе несогласување или кочници од надлежните институции. Кога ќе се усвои предложената нацрт стратегија, следува менување на закони. Бидејќи тоа е дел од обврските на собранието, упатените во процесот ни посочија дека имало отпор, односно поинакви размислувања во законодавниот дом. Односно, собранието е тоа што менува и предлага закони, а не таа иницијатива да доаѓа преку надворешни тела како што е антикорупцијската комисија. Дополнително има и други забелешки,
па сега експертите кои ги консултираше КОД чекаат да ја видат завршната стратегија, за да се свати што е сменето од оригиналната на почеток. Например, во годишниот редовен извештај наведени се вкупно 14 области и сектори во кои треба да има промени со новата национална стратегија. Во нив наведени се како ризични и потребни заменувања меѓу другите и вработувањата и унапредувањата во државната администрација, државните субвенции и грантови, како и секторите внатрешни работи, образование, јавни финансии и приходи. Но 14 предложени, како приоритетни останале половина, односно само 7 категории. Изборот е правен по основни дебати и разговори и е базиран на анализа на ризици од корупција и стратегијата ориентирана кон визијата на ДКСК. Откако беа идентификувани и класифицирани ризиците од корупција по области и сектори, се направи приоритизација на 7 области и сектори на кои ќе се фокусира националната стратегија во следниот 5-годишен период, и тоа хоризонтални области, јавни набавки и надзор над спроведување на законите. Сектори, правосудство, транспорт и инфраструктурни проекти, просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво, здравство и животна средина, енергетика и природни ресурси. Од листата приоритети отпаднаа вработувањата во државно и субвенциите и грантовите од државата. Отпадна и внатрешните работи, и образованието, и енергетиката, и јавните финансии, и општинските власти и јавните предпријатија. Изборот е направен и лупата на ДКСК како приоритет ќе биде свртена кон определени сегменти во администрацијата. Секако, во овој круг останува правосудството. При подготовката на новата се користени искуствата од примената на старата, не спроведена до крај. Утврдени се вкупно 10 фактори кои негативно влијаеле врз проведувањето на стратегијата од 2021 до 2025. Интересни се 2 негативни фактори кои стануваат клучни, односно зошто стратегијата не се спроведува целосно и успешно. 5. Недоволно користење на надзорната улога на собранието врз владата и на владата врз органите на државната управа одговорни за спроведување на активностите од стратегијата. 10. Постоење замор од реформи во јавниот сектор. Зато сегашната стратегија негативни фактори за реализирање се и недостиг на континуитет на представниците од институциите, кои се задолжени за борба против корупција, бидејќи често биле менувани од други административци. Негативен фактор се и парите. Буџетот на активностите од антикорупцијската стратегија треба да се предвидат и да се дозволат, а многу често се кратат финансиите за надзор и контрола врз државните институции во обид да не се случува корупција во нивните редови.